Може ме? Можем. Емил Парнаджиски, добре дојде. Добро Во најдов. подкастот Джез од денес. Така? Подкаст наменет за промоција и презентација на македонската современа джез и современа музичка сцена. Со задоволство ми е да ти бидам гостин. Добри познаници сме со години. Те поштувам како музичар и уште еднаш фала на покана. Секогаш, значи, јас овој подкаст е направен да ги представиме сите оние активни чинители на современата македонска джез сцена, но не само музичарите, тука се и радио уредниците како тебе, и една од најбитните работи заради која што си тука, тоа е проектот Jazz Music Radio, но пред да те прашам за тоа, сакам да те прашам кој е Емил денес и што се прави Емил? Јас работам инаку во МЕПСО, информатичар сум. Тоа ми е онака струка и здравје, таму го чекам ќе да си дочекам пензија. Меѓутоа во животот сум работел се и се што. Сум имал бутици, сум имал ноќни клубови, ете за постарите клуб Универзум, сум имал кафани, од се по нешто. И меѓутоа хоби ми е, главно хоби можам да речам, секој има хоби, ми е музиката. Музиката, поточно, еве, колекционер сум имам пристојна сума на винили, на дискови. Интересно е за мене да се каже, многу рано почнувам да купувам винили и да слушам музика. Можам да речам на некои 10 години, кога завршувам четврто оделение, кога ми го купуваат моите првиот грамофон Тоска 10. Така. И од тогаш Легендарен. Да, легендарен Тоска 10 и од тој период почнува мојата манија, пасија за собирање на музика, на еден период, нели, се појавија дисковите, па винилите се запоставија, меѓутоа еве повторно уназад 7-8 години на голема врата се врати винилот. Па еве и големо очекување и твојот албум Steps го очекуваме секој ден да искочи на винил и со задоволство ќе го купам. Така, ти благодарам. Тој е, впрочем, мојот 6-ти албум кој што го вадам, но прв албум кој што ќе оди на винил, така да и за мене ќе биде прво. Еве, јас ги пратам и на самото моје радио, на двете радија се присатни, на Jazz Music Radio и на само МК, се присатни твоите албуми и можем да ги пофалам последните Fallen Land и Steps како стварно више зрели проекти. Се гледа дека си зрел музичар, одличен. Веќе имаш и развиено на Балканот и пошироко репутација една добра. Те слушав гостин, мислам дека кога беше пред 2 години на Милан Петрович ли му беше квартет, гостин му свираше гитара, значи те канат. Ќе те прашам и за фестивалите. Добро, те канат веќе иминентни луѓе затоа што си стварно врвен гитарист. Ти благодарам. Сакав да спомнам, еве некој спомнав за моите почетоци. Извини, но тоа е моето второ прашање. Така. Кој беше патот за да стигнеш до Емил? Патот, јас почна со грамофон. За да стасаш да слушаш джез музика, сепак треба да имаш една позадина. Позадина не можеш одеднашка да почнеш да слушаш джез музика или да станеш колекционер. Моите почетоци, нормално, кога сум почнал да слушам музика и на некој четврто-пето оделение, сум почнал со класиците Beatles и Rolling Stones. Меѓутоа, еве, носам неколку култни плочи кои ставиле кај мене така траен белег и се култни албуми. Еве, пред се сакам овој албум овој албум на Стиви Вондер, Songs in the Key of Life, тој е издаден баш 76-та година. Меѓутоа, од тогашна Југославија албумите искача после година-две, значи требаше време за да ги земе некоја куќа, дали Југотон РТБ да ги пресними. И ова ми е меѓу еден од милените албуми, бидејќи има голема тежина, како самиот албум. На пикантерија ќе кажам, овој албум за Rolling Stones и магазинот, за 500 на сите времиња најдобри влијателни албуми, ова е ставен на четврто место. Тука се неколку култни песми што сакам да ги спомнам. Sir Duke, I Wish, Isn't She Lovely, тоа се песми, стандарди кои што многу музичари и джез и поп. Past and Paradise, исто е преработувана. Тоа е едниот албум. Потоа големо влијание врз мене имаше овој албум, Fleetwood Mac, Rumors,
исто 77 мислам издаден, кој е исто страшно многу влијателен албум, кој што овој ако меѓу 4 меѓу 500, овој мислам дека 7 или 8 албум рангиран 500 албуми forever што ги што ги става Rolling Stones. Ова беше преоден албум, преоден албум. Што е тоа? Луи Доналдсон, да, тој е саксофониста. Is You Is or Is You No? Не, ќе ти кажам, тука се наоѓа една песма што у тие гимназиски денови ја користевме. Таа песма се вика Whiskey Drinking Woman, тој е со вокалот негов и така тоа е една блуз тема. Блуз тема која што ме навлекува тој период да почнам да слушам блуз. Значи многу слушав блуз пред да почнам да се навлечам на джезот. Така. И голем удел во тоа има покојни Карло Блуз, блузот, покоен Карло, ако го памтиш. Не го памтиш. Ја пошто живеев како дете еден период у Влаја, он живееше на истата улица и он беше еден од најголемите колекционери на блуз музика. Кај него сум модел, ќе го земам ленташот, имав легендарен ленташ Грундинг снимат и да преснимаш, да. Така се навлеков. Добро, јас извини 7 години живеам во Скопје, така. Добро, може да си слушал. Добро. Јас сум постар во години, ама помлад во Скопје. И пресудно да се навлечам на джез музиката беше мој еден школски другар, ќе го памтат, го знаат луѓе сите, Зоран Зоркич, Жика Цариник, и тој ме навлече, он беше веќе колекционер на джез музика, почна да ме тера да идеме на Скопскиот джез фестивал. Мислам дека некаде првите 3-4 ги имам промашено, ако почнал 83-та, значи од 86-та-7 сум редовен. Или 82-та е првиот, значи после 4-5 години почнувам редовно и на секој. Значи универзална секој редовен. Да, така. Секоја година одиме, јас и он сме познати по тоа што сме неразделни на тие джез фестивали. Почнувам да слушам некој малце поп джез, Џорџ Бенсон го слушам доста, имам некои 20-25 албуми од него. Ама првите албуми му се многу по джезерски, да, некој хардбап има, некој хардбап има. Да. Овој албум сакам да го потенцирам. Овој се смета за најпродаваниот албум на сите времиња во джез музиката. Буквално таа on Broadway. Не, овој е со Бризин, тука е се Masquerade и Affirmation. Affirmation ми е онака This Masquerade. Да. Овој е останал доста. Ова е soul jazz, некако така би можело да се. Soul jazz, да. Меѓутоа еве ќе спомнам неколку албуми култни. Miles Davis, Kind of Blue, се смета нормално на многу љубители на джезот. Ова е албум што и по стручњаци джез, ова аналитичари се сметаат дека му е најдобар проект на Miles Davis, а и во джез музиката дека може и се смета за најдобар проект. Покрај овој може да го спомнам. Овој е легендарен албум и има едно интервју Џими Коп, не знам дали го имаш. Така. Го имаш гледано тоа интервју? Многу интересно. Колку силно е удрил чинелата и на продуцентот му се допаднало и тој не бил сигурен да не е многу гласно и ја оставиле она првиот удар на So What. Првата чинела што е била многу гласна. Страшна NBA што би рекла Пол Чемберс, Џон Колтрейн, Бил Еванс, Вилтон Кели. Вилтон Кели мислам дека гостува на Фреди Фрилоудер. Вилтон Кели свири на таа мелодија. И овде е Cannonball Adderley, да. Џулијан Cannonball Adderley. На сакс. Еве го спомнавме тука Џон Колтрейн и сакам да кажам за мене Love Supreme е исто легендарен албум, она што би се рекло лектира за почетниците во Добро, значи ти сакаш така современ звук, бидејќи мојата колекција во главно е и ја го сакам тој джез од почетокот на 50-тите, крај на 40-тите, почетокот на 50-тите, тука, значи и бипап и хардбап, да. Тоа ми е во главно таа ми е колекцијата. Имам и од современиот джез и од фјуженот, Miles Davis ги имам
Имам 30-40 албуми од него. Види, зошто ајде малце, пошто и млади луѓе ќе го гледаат подкастот. Јас се надевам дека многу Јас се надевам дека многу млади луѓе ќе го гледаат. Носам уште една-две плочи што сакам да ги покажам за младите. За младите, сакам да ги кажам у неколку реченици почетоците на џез музиката во Македонија. Така, ама пред тоа, бидејќи го спомна Џон Колтрейн и Love Supreme, бидејќи ти е омилен албум, еден од омилените апсолутно албуми. Ова ми е најомилениот. Да, добро. Авангардната музика започнува со Орнет Колман и таа револуција, но дел од џез музичарите и ајде би ја нарекол фелата, џез фелата, сметаат Џон Колтрейн како татко на тој современ модерен звук, дури и пред Орнет Колман, и токму албумот Love Supreme и Meditations for Quartet, ако се сеќаваш тие албуми кои што се Equinox, Crescent, тие ги сметат како да се престанок на хардбопот, бидејќи овој албум е уствари хардбоп и кул џез. Па и тука има почетоци на престанокот, зашто он ги кани овој секстет Џон Колтрейн и почнува уствари од претходниот Miles Ahead. Не, пред овој албум е, овој е 59-та, 58-та, Miles Ahead ли беше? Или тој или Milestones. Milestones, прв пат тој е квинтетот. Ама и тука прв пат му го вика Џон Колтрейн. Така. Miles Davis. Види, но овој албум е снимен во хардбоп стил, но го има звукот на кул џезот. На кул џезот, така. Ова другото што го зборуваме е веќе револуцијата, која што некои сметат дека со Love Supreme Колтрейн ја започнува авангардата, но вистината е дека тоа е уствари Орнет Колман и со неговите албуми Today, Tomorrow is the Question, A Shape of Jazz to Come и така натаму. Океј, ајде за македонски. Ова беше малце како така. Многу драга плоча. Добро. Што и ретко се наоѓа. Ти благодарам за ова. Што ретко се наоѓа. Ова е на Драган Џаконовски Шпато плоча со по мене легендарни песми тука, ќе ги спомнам после неколку. Мора да се спомне за помладите поготово Драган Џаконовски Шпато како основоположник во џез музиката во Македонија. Така. Човек роден 31 година, кој што многу рано потекнува од музичка фамилија и многу рано, негде на 16 години мислам, го формира некој аматерски музички џез оркестар. Добро. И ја прават на 16-17 години ја создава првата, интересно е таа интересна пикантерија, песмата на Игранка, која што песма 83-та на џез фестивалот Скопскиот е прогласена за прва официјална џез нумера на македонската сцена. Значи таа песма после истата година ја прави легендарната Шпато е тогаш под влијание на он е тоаш под влијание на некои латинско-амерички ритмови и ја пишува, ја создава легендарната песма Гаранча, која што се снима после 9 години, а после 20 години, фактички 9 години, станува Ми вети тие таа песма и станува хит некој почетокот на 60-тите години на нашите родители. Така да мора да се спомни оваков муабет кој правиме за џезот, значи почетоците на Шпато. Друг битен исто во тој период на Југославија беше дел Македонија. Битен албум за мене е албумот, првиот од двата албума на Кире Митев, Ким. Така. Кире Митев, инаку македонски тромбонист, мислам дека има завршено на Беркли, кој што ја формира после неговото враќање оваа група, каде што има, се смета за некој албум каде што има испомешано некоја фузија рок, фанк, тука гостува и Гоце Димитровски, мислам, на трапет и вокалот е на Силва Деловска. Така, по мене ова е битен албум кој мислам треба да се реиздаде со тек на време. Можда мислам дека не е реиздаден се уште. Тука имаш уште два диски. Тука се два диски, сакам понатака голем впечаток кај мене, а и на македонската музика
има оставено покојниот Маџиров. Да, добро, Зоки. Маџиров, значи мораме да го спомнеме него, ете во како при крајот на векот он негде почнува да ствара крај на минатиот век, е доста актуелен. Овој албум Маџиров квартет Home е прекрасен албум каде што во контекст на Шпато, затоа што тука гостува синот на Шпато, Мартин Гакјоновски Шпато на бас. На бас и е прекрасен албум, ретко се наоѓа. И ќе го спомниме Сашко Серафимов, мојот драг пријател, кој што е еден легендарен саксофонист. Ја не знам дали си го слушал ти овој албум. Овој албум не сум го слушал, но сум настапувал со Сашко многу, така да. Ќе ти го снимам, ќе ти го преснимам на CD, ќе ти направам копија да го имаш. А може некој ќе му текни да го резне, па ќе си го купиме нормално. Ќе ти кажам после некои идеи што имаме со мојот тим од Just Music Radio и само МК во контекст на реизданијата. И уште еден албум што сакам да го потенцирам, онака. Албум, мислам дека тој на Бодан Арцовски, Endless View, мислам дека сега ќе прави тој албум 30 години. 94-та или 5-та. Го имав на касета. Да, 94-та, тачно 30 години и многу е добро, вакви албуми култни по мене. Тука гостуваат, мислам, Пеце Атанасовски, покојни Џоле Груевски, тука беше на подкастот. Страшен албум кој што мора да се направат напори вакви албуми култни да се извадат на винили. За аудиофили како мене, како некои други кои што радо би ги купиле. Ситна лиса беше таму, така? Да. Тоа е тоа. Тоа ете, земав неколку пар дискови, пар плочи кои што сакам да ги потенцирам, кои што останале во моето минато. Така. И ете да ги потенцирам за младиве некои што можат да ги Супер, слушаат. да. Одлично и многу е добро вака со примери кога ќе можат да видат. Да. Бидејќи толку е многу богата македонската џез сцена, а ние многу често не ни знаеме дека постојат вакви. Еве јас овој Зоран Маџиров не го знаев албумот, така да ќе ти го направам копија, ќе се прекрасен албум. Ајде збор два сега за твојата работа како уредник на програма за Just Music Radio и како беше другото, само МК радио. Нели тоа сте истата екипа сте? Зоки и Марти, таа екипата и имаме стандардна екипа со работници кои морам да ги спомнам, Коста, Џон Антонио, со работници од Србија ги знаеш, Милан, Дејан Шобот. Значи тоа се редовни и некои други кои што редовно имаат своји емисии на Just Music Radio. Идејата дојде во тој период кога бевме во короната. Знаеш, и дојде до идеја чисто така со Зоки кога сме седеле. Сега е периодот на нешто, пошто сите по дома седат затворени, заклучени, да отвориме едно интернет радио, каде што ќе се пушта исклучиво джез, сол и фанк. И буквално и денеска, веќе 4-та година, тераме. И си функционира. Да, функционира и се држиме буквално на тие стилови. Сол, фанк, джез, некои примеси на нью латино, нью сол, добро, ама деривати кои што произлегуваат од джезот. Да, од джезот и се пратат, имаме топ листи, новитети имаме и се тоа. Тоа сакам да те прашам, дали имате македонска топ листа, онака македонската топ листа, можеби треба да имаме некаква која што не во смисла да ги рангира или мислам да ги промовира и да ги представува, затоа што извини што те прекинувам. Мислам дека ако во 90-тите, баш тоа вчера разговаравме, ми беше гостен, кој ми беше Ненад беше на подкастот, дека ако во минатото во 90-тите години, во тој период се снимаа по 2, по 3 албуми годишно джез, сега имаме по 10, можеби преку 10, близко 20 албуми, што не би ја нарекол хиперпродукција, добро. На музика, ама не само на джез, и на македонска сцена, било каква. Добро, фокусот ни е на сепак на джез и експериментална музика. Нели уметничка форма застапуваме, поп музиката ние мислам во овој подкаст не ја презентираме.
И ми е зборот дека добро би било кога би имала една топ листа или некаква, нека не биде топ листа, можеби тој Top of the Pops, тој оттаму е излезено, која што би ги презентирала и ги представувала. И јас се сеќавам Топ листа мислиш да се има само на джез номери? Да, Или... да имате една плейлиста каде што ќе има само джез, македонски джез и која што можеби еден сат или 2 сати во денот онака би се емитувала и како емисија. И извини ова доста интернет радиостаници, ајде јас слушам Нью Йорк, таа цена ми е многу интересна. Секоја недела имат промоција на еден албум, нели? Зборува авторот за албумот, ги пуштаат композициите, па разговараат дали со уметникот, со авторот, дали со композиторот. Така да можеби тоа е нешто што како предлог од моја страна. Сега ќе ти кажам, сакам во контекст на тоа сакам да ти кажам дека имам план. На Just Music Radio одеше пред да се отвори само МК радио, одеше емисија Импулси. Добро. И на таа Импулси пуштавме во главно джез numeri македонска сцена, во главно македонски джез. Сега таа емисија ќе ја префрлиме, ќе стартува на само МК радио. И исто ќе се вика Импулси, каде што ќе презентираме по еден албум. Неделно, да. Ќе презентираме не само нови, ќе презентираме и култни албуми. Зашто да не го презентирам за некој Бодан Арсовски, гледам тука Endless View, пошто освадил печат по народ, за некој што не чуле за него, да слушнат каква музика. Ама добро е и Бодан да го поканиш, да зборува за албумот, нели? Добро, сега нормално и тоа е добро, меѓутоа ќе имаме водител, кој што ќе ја води, Марти Ивановски ќе ја води, и ќе се кажуваат неколку реченици за тој албум или за артистот. Еве, план ми е исто твојот албум, меѓу првите 3 албуми што ќе се презентираат, ќе биде, чекам, значи сакавме, сакавме во контекст кој ќе се извади лонплейката и таа недела да биде тој албум да го презентираме. Тоа е сат временска емисија која што поточно ќе го пушти целиот албум. Сега сакам да ти поставам неколку прашања кои што ги подготвив кога го пишав подкастот. Кои се предизвиците да се креира и да се поддржува уметност денес, значи во Македонија, во општество каде джезот и современата музика се на маргините и поддршката од институции или од фирми, нели, приватни фирми, е многу мала. Скоро и невидливо. Па искрено ти кажам, јас и Just Music Radio се кубури, да кажам, можам да речам. Ентузијасти се и од што сакате го правите, да. Го правиме. Так. Тешко е да навлечеш некој спонзор ако не ти е познат. Или тебе. Што ми е поентата? Многу тешко некој неутрален спонзор или некоја институција го сознава некој квалитет и кај нас знаете како иде. Ако ќе имаш некој познату институција, ќе бутне, ќе направи, а за некои други стилови на музика, да ги наречам народни, не знам какви, она, оберучки ја даваат за такви... Нема проблем. Оберучки ја даваат пари и поддршка. Так. А за вакви проекти како ти, како Јашо, имам идеи, тоа треба да се моли, да се прави, да се ургира, да се, не знам шо, партиски да побутнеш малце ако треба, што не е добро. Знаеш како? Еве, ние сме 2 милиона жители. Па не би рекол дека сме 2 милиона. Добро, ете 2 милиона се водиме, ете имаме 1,5 милион, да речеме. Од тие 1,5 милион нема поише од неколку илјади джез љубители. Так. Па искрено ти кажам, таа е цифрата, 3, 4 до 5, нема повеќе. Так. Еве, ја ќе се кладам со било кој. Така е. И сега, знаеш како, самиот ти што викаш спонзор или институција, знаеш како прават анализи, колку ќе имаш ти слушатели на тоа радио, колку ќе имаш слушатели на таа емисија да ти биде спонзор. Ама секогаш ти ја сваќам поентата, ама секогаш не е пресуден
квантитетот во однос на квалитетот. Зошто? Затоа што современите држави, значи високо развиените општества, каде што ние како мала држава пред се стремиме да бидиме таму, сериозно инвестираат во културата и уметноста. Оти најдобар репрезент на една држава што е? Така е. Културата, музиката. Културата и уметноста. Најлесно. И спортот сега, да, спорт ние во сите спортови не сме најдобри, ама од време на време, но имаме фантастични уметници. Имаме. Со кои што се Така. репрезентивни на државата. И сега од една страна бараме квантитет, колку ќе слушат, а од друга страна не го поддржуваме квалитетот и не ја поддржуваме културата. Еве кажи ми ти националниот джез оркестар сега, што официјално го призна. Добро. Колку месеци му треба борба да го признаат и години? Ќе дојде Гоце ќе каже. Не само па ета, и сите го виделе тоа. Па, Сакам да ти кажам Па имаше колку сериозна обструкција, имаше доста, обструкции, па 2 години сериозно. нема простор каде не им даваат Се уште нема- се уште немаат Им простор. даваат нешто од тамо Види, крпеници ова она. види, но А се прекрасен бенд се. формирањето на таа национална сега установа е многу битен момент Страшно. во ова денешна сцена и ова современа македонска сцена, затоа Беше што присутен, беше на со Куртелинг. Куртелинг, да. Страшен концерт. Да. Мислам, така добро квалитетно звучеа, така беа аранжманите направени, беше одушевен, мислам и самиот Да. Курт. Да, ова е втор концерт, не знам дали знаеш, тие во Загреб пред 2 години прво настапија. Така, да. И Тако, така беше. да И се надевам у значи, иднина дека ќе има знае Ал-Каиди, ми е зборот. така. И се надевам во иднина ќе има такви проекти се поише и поише со националниот джез оркестар. Така, Го поштувам Гоце, стратезни музичари да не ќе да направувам сега. Жија не име исто. Фантастични се, да. Така. Добро, а вака сега јас Не е знам, лесно, значи, джез музиката да ја гураш. ама Тоа од, ми е ама од да друга, ја буткаш, ама од друга страна пак резултатите кои што ги Не бе, тебе извини, тебе ти е страв, сега вадиш албум, Степс го вадиш на плоча, LP, Да. и страв ти е да извадиш 1000 плочи. Но, Зашто? но, Пример, така, затоа што Затоа што се сам си плаќам. Све сам ќе, ама затоа што не можеш. Да, тоа да, сакам, да, не, да. не може не ќе некој спонзор, а да беше некоја Да, група, да, не знам, да не Па именувам. види Емил, знаеш што е во последните 10 години јас стигнав до еден заклучок, до една констатација дека уствари фирмите даваат пари. Значи фирмите сериозно даваат пари. Значи фирми даваат знаеш кои што постои? ти се познати. Добро, ама гледај, има еден да момент. Разбереме, никој за лепе очи нема да ти Гледај. даде пари или Ама- да ми стане мене на радиото годишен спонзор ако не ме знае. Ама има еден момент дека изминатите 10, а може и 15 години имаме тотална естрадизација во културата. Значи и тоа што не е култура, што е естрада, им се сервира под етикетата дека е култура и луѓето дават пари за тоа. Ме разбираш? Јас мислам дека парите даени за култура во моментот не стигнуваат до вистинските корисници. Ете тоа е проблемот. А тоа дека може би треба повеќе. Да, види, најелегантно решение е буџетот во Министерство за култура плюс 1% да се зголеми БДП и готово. Така, тоа е најелегантното решение. Ама кога ќе се прашуваат и правилно да се луѓето кои што го така. И на толку малиот буџет. Затоа што живата уметност добива најмал процент од сите тие. Значи правилна распределба на пари не само од Министерство за култура, во сите министерства. Значи менаџирањето е многу битно. Точно така. Добро, знам дека посетваш многу фестивали. На почетокот го спомна Нишки фестивал, знам дека секоја година одиш. Ајде направи една паралела помеѓу тоа сцената надвор од Македонија и сцената тука во Македонија и што е тоа спрема тебе што нас ни недостасува и ни фали. Нишвил е многу добар проект и ти самиот идеш и те присуствуваш и Па свираш два пати, еднаш свиреше на open два пати, stage и еднаш така, на main stage. main stage. И можам да ти откриам дека и ова година требаше да свирам, но нема да ти кажам затоа што го префаливме за 25-та и ќе свирам Супер, на главна сцена 25-та со една многу големо име од француската джез сцена. Ама тоа никој не го знае. Не го кажуваш, ако Нема да нека кажам. стои една. Да, 25-та ќе биде концерт. И јас исто минатата година бев поканет под джезмен, мојот Лани бев и јас, да. да,
јас сум инаку академија джезмен и моите емисии на Just Music Radio се видовме, па беше на да, точно. Ја настапував така. на сцената она со диџејската сцена, меѓутоа тоа е After Midnight сцена каде што се пушташе некој джез денс джез сцена, ја викаат джез денс сцена. Интересно е кај Нишвил тој се вика джез фестивал. Меѓутоа ми е добро што организаторите не се стриктно врзани во програмата само за джез. Па многу е голем. Види и толку многу джез акти. Ама не 4 дена трае програмата главна. Секогаш е четврток, петок, дена, сабота и недела, како ама што има... и нашиот трае 4 дена, така? Добро, ама имат колку стејџови, имат колку сцени. Ама што ми е поентата? Секој човек, буквално секој човек може да си го најде местото, стејџот, дали има 15, 20 години, 30, 40, 50, за сите вкусови има. Те разбирам. Тоа ми е поентата. Ти на главниот мејн стејдж имаш не само джез музичари, така фламинго си ти свират, Гора Грегович ти свири. Ама не е да кажеме дека има два главни стејџи, уствари дека се два стејџа, има по 5 концерти на левијата. Тоа е многу добро за да нема пауза. Фактички меѓу два концерта сега ти да чекаш да се штима да се прават. Буквално 5 минути е само спонзорите да ги видиш на екраните и продолжува одма. Оваа година е 30 години од постоење и се спрема нешто стварно добро. Ке бидам тамо сигурно кога ја видов програмата. Да? Ја видов програмата. Добро, не е нешто многу атрактивна, некој не знам што, ама сепак интересно за сите вкусови. Добро, ај направи паралела со тоа, на пример, во Македонија нема джез фестивал од толка формат. Не постои. Мислиш дека ни треба толкав фестивал, бидејќи Нишвил реално е најголемиот джез фестивал тука во околината. Во околината, па мислам дека ни треба. И во Бугарија мислам дека прават еден. Прават во ова скијачкиот центар. Во Банско? Во Банско прават, Банско и тоа е фри, онака, значи без карти, ама интересни луѓе. Не, јас мислам дека во Софија, во Билкова градина, нешто во Борисова градина прават. Во Банско летно време е многу солиден. Мислам дека е пред или после Нишвилот. Такви големи фестивали. Да, и се поклопуваат, некои гости шидат на Нишвил, идат или пред, така. Знаеш како, мислам дека нашиот е одличен е, нашиот Скопски джез фестивал. Еве, Бело Пета со многу уназад колку години, 40-45 години го прави. Нема кој не дошол. 42, да. Од 82 е. Јас имам точна бројка, после ќе те прашам дали знаеш колку джез фестивали има во Македонија и тоа после ќе ти кажам. Ама добро. Добро, ако прашаш, ќе ме прашаш. Од 82 е првиот. Добро. Од 82 и сега 42 изданија има. 42, сега ќе биде 82, точно, сега ќе биде 43. Третиот. Нема кој не поминал. Знаеш како, имаше еден период, не знам дали си ги одел на тие години пред едно 20-25 во универзална како беа. Чарлс Лойд сме го гледали. Каде тоа ми е поентата, каде што беа испомешани малце стилови, каде што имаше една афричка вечер, имаше една латино вечер. Джеймс Браун на стадион го гледавме. Да, Рей Чарлс рече, Тито Пуенте покојни бил. Да не ги набројувам од африканците што се изнаредија. И имаше голема енергија. Се осеќаше енергија тие вечери, тие денови. Мислам дека задните години за мене е добар програмот и последните 10 години, меѓутоа е отидено малце на фри, на така организаторите преферираат таков фри джез кој што реално не е прикладен баш за секое уво, че треба многу искуство, слушање, сакање. Меѓутоа се радувам што се повеќе и повеќе млади буквално по 20 на години посетители и љубители и колекционери што почнуваат веќе да купуваат плочи, секој со својот стил што слуша, меѓутоа гледам еве со Зоки ќе постави штанд со дискови плочи, ние тамо сме стално и пратиме, гледаме кои се купува. Млади девојки од 22-3 години ќе се зачудиш и имате ова, знаеш, Ал Грин или би била родена пример. Така. Види, мене ми е многу една
позитивна нота токму за Скопски джез фестивал, што во последните 10-15 години секогаш преферираат и презентација на македонски джез музичари, нешто што недостасуваше во минатото. И ако можеби во делот овој што го кажуваш фри, на пример, по мене ми е многу интересно тоа. На пример, Златко Каучич имаше фантастичен концерт последниот джез фестивал. Сум убедливо. Така. Тоа и разговаравме, баш и на Оливер му кажав, Златко беше онака врвен навистина концерт кој што види, такви концерти и таква продукција нема секаде. Така да можеби тоа е идентитетот кој што треба да го Еве мене, на пример, тоа ми се допаѓа многу повеќе отколку да гледам некој рендом кој што го има на турнеја и ќе има 50 концерти. Добар е во склоп на тој и плюс македонски има музичари, значи награда доделуваат за македонски джез музичар, презентираат издание исто, имат и издавачка, нели, Саџефа Рекордс. Така да мислам дека сериозна работата и тоа е за секаква сериозни, меѓутоа еве треба да се замислили самиот Белопета кој што е моторот на тоа. Еве после него он годините знаеш како си врват. Кој ќе продолжи, многу е битно. Ќе го прашаме кога ќе дојде во подкаст. Да, ете, многу често пати анализираме, дискутираме што ќе биде утре кога човекот нема да може да иде да ги договара музичарите, некој сепак треба го замени некој и да се одржи тој квалитет, не утре. Така. Па добро, јас мислам дека има луѓе кои што таму ќе го одржат. Дај Боже. Добро, ајде едно прашање спрема тебе, на кое ниво е джез сцената моментално во Македонија? И ако направиш паралела во 90-тите кога постоеше биг бендот на радио телевизија Скопје, се сеќаваш, па тој згасна таму крајот на 90-ти, почетокот на 2000-ти. Во 2007 година со формирањето на Универзитетот Гоце Делчев во Штип го добиваме првиот джез оддел на Музичката академија, кај што јас предавам. Кај што предаваш, така. И нескромно ќе кажам, но над 90% од активните чинители на современата македонска джез сцена или дипломирале на джез одделот, или предавале на джез одделот, или поминале на джез одделот, па после завршиле надвор од Македонија. И ајде да направиме една паралела како беше сцената во 90-тите, бидејќи ти си на моја возраст и можеш да кажеш, малку можеби си постар си малку, ама како е денес? Јас го зачнав тоа на почетокот, ако се снимало 3-4 албуми во 90-тите, сега имаме 20 джез албуми годишно. И спрема тебе, кој е влијанието на джез одделот при Универзитетот Гоце Делчев Штип во креирањето на оваа модерна современа джез сцена? Не се поредува. 90-тите, како што кажа, ти се снимале пар албуми годишно. Тоа било. Некако музичарите, а и таа сцена, знаете, југословенска, доминантни пред се албуми, знаете, постоја Југотон РТБ, доминантни за да снимиш албум, многу тешко беше да ти сними. Па нарочито од Македонија. Од Македонија некако ние бевме запоставени у било кој стил на музика, многу тешко беше да извадиш албум. Така, баш. А сам приватно не можеш да сонуваш. Добро, и начинот на снимање беше многу потежок и многу поскапо, многу кошташе. Начинот денеска гледаме како и да можеш песма да извадиш на YouTube, да направиш, да ставиш, поче да направиш, не треба ни да вадиш некој. Секој сам си имаме студио дома, хом студио, каде на времето звуча карта да купиш беше да си ја продеш колата или на татката колата да го продеш. Така е, тој периодите на 90-тите, да не ги кажувам, еве албуми како Бодан, значи еве снимен пред 30 години. На Котур е сниман или на Адат е сниман, мислам, ги чувавме касетите, јас сум снимал 90-ти. Добро, меѓутоа не е било лесно и финансиски тогаш. Денеска што викаш? Како фин? Денес ти како што ме праша од вашата Штипска академија искачаат многу добри музичари. Врвни да не ги набројувам сега, не сакам да запоставам некој. Еве ќе спомнам неколку што ги ценам. Тебе те ценам многу, ете како музичар, гитариста. Гоце Стефковски го ценам многу. Гоце. На Тапани, ете сега и фронтмен е на Националниот джез оркестар. Да, магистрираше на Штипскиот. Така. Гордан Спасовски. Добро, тој помина кај нас, не врвен пијаниста, имам албуми слушано и имам неколку албуми извадено. Виктор Филиповски. Филип Динев исто. Филип, да, беше Филип, кажи го, гитаристов. Филип Динев.
другиот, Букошлиев, Букошлиев, и мојот тој е- студент, Да, и тој е одличен гитарист. гитарист. Ми е потоа Па добро, жива е сцената. Сакам да Како кажам не е жива? дека многу активни чинители на современата македонска джез има сцена доста потекнуваат групи, од доста одделот од Штип. Джоле, да не го заборавиме, Джоле ми е пријател. Да. Максимовски, пре некој ден го гледав, има многу добар пријател, исто лично ми е Владимир Четкар. Владимир Четкар. Има страшна свирка во еден објект тука во центарот. Беше низ Америка сега. Да, ама дојде, ама ти не знаеш каква журка направи. Така, тој Пред 3 дена. поќе сол таков. Па тоа е, Джордж Бенсон, Ама добро, джез, ама добро е. Одличен е гитариста и неговиот стил е Толку многу има боја во джезот, така да има место под сонцето за сите. За сите нели? има, за сите има. Ај спрема тебе што ни недостига моментално? Мене ако ме прашаш, за джезот? на сцената, на джез сцената, мене ако ме прашаш, јас знам дека нешто што навистина ни е потребно, ама одма, утре да го има, тоа е джез експорт. Затоа што музички джез експорт, затоа што толку многу продукти имаме сериозни, еве наброја редица кажа сериозни музичари кои што веќе имат готови проекти, продукти. Мислам, ние не смеме да дозволиме следна година на Jazz Ahead Бреме да немаме еден штанд македонска джез сцена да биде представена. Мислам, одиме ние индивидуално, приватно, јас, други одат, ме разбираш, но многу е битно пред тоа, Добро. само да те потсетам, пред тоа е многу битно самите ние да си ја цениме музиката. Така. Што значи тоа? Медиумите, телевизиите, радијата обрнуваат многу малце внимание на джез сцената. Па затоа е подкастот Jazz од денес. Добро, супер. Мора негде да не слушни некој дека постоиме, дека многу сме криво. живи. Знаеш како, да не набројувам радија. Радија, знаеш како законот за медиуми налага македонска Сопствена продукција. Секој радио на национално ниво треба 30% од програмата да биде македонска музика. И знаеш што прават тие национални радија? Во еден вечер кој ги Во еден вечер да. ги пушта. Така да. Тоа е подценување. Ама тоа затоа што македонската сцена. Затоа што регулаторот им го дозволува. Оди во Грција да видиш дали е така. Не треба, ама мора да се сменат тие работи. Ти Ајде, мораш ние во текот на денот. Даваме идеи. Ти мораш во текот на денот на било која програма радиска, ако е у еден час барем 20 минути да посветиш на македонската музика и сцена. Дали джез, дали не. Еве јас како радио посветувам 24 сати имате 24 сата, македонска музика. Македонска музика. Значи можеш да слушнеш джез numeri добри во текот на денот. Така. А веќе после 22 часот, 23 часот, буквално до Сабајле свири цел само македонска джез сцена. Така. Добро. А за джез експорт? Треба Тоа е еден сериозен проект кој што мора сите чинители, еве јас подкастот ќе презентира 20 идејата е да се снима 20 подкаст емисии за оваа година, но следна година се надевам дека ќе биде интересно на луѓето и дека ќе имаме енергија да снимиме уште 20, затоа што и некако малку по малку да ја, ајде грубо би рекол, да истераме идејата да имаме македонски джез експорт, затоа што тоа мора да се случи, бидејќи толку многу убава и креативна музика, многу и квалитетни продукти стојат во фиоки. Така е. Сега убаво кажуваш ти, не само што стојат надвор во фиоки, не ги гледа никој, бидејќи ние реално сме невидливи за европската сцена и мора да се избориме, дали преку експо, дали преку радиостаници, дали преку дигитал маркетинг и подкасти вакви. Такви подкасти, за да станиме едноставно да ја размрдаме оваа сцена. И јас искрено се надевам дека млади луѓе кои што ќе го гледаат овај подкаст со менаџерски дух, дека ќе им текни дека има овде продукти и дека има работа во ова сето тоа и дека бидејќи гледај сега јас како артист правам джез фестивал, правам подкаст, сам си ја водам кариерата, сам букирам и во еден момент човек се истрошува, знаеш како сега и снимаш музика и треба да си креативен, и си фамилиарен човек, имаш две деца, па не знам, види. И сега јас се надевам дека некој млад ќе текне и ќе рече чеки па ово е интересно, имам 20 дискови, 20 нели ќе направи агенција, ќе направи букинг, ќе направи промотерска агенција, ќе почне да договара, едноставно тој менаџерски дел би
би го работел. И би заработувал, се разбира, бидејќи никој нема да го работи тоа туку така. Така е, Сашо. Океј, во моментот сме во аудиокултура. Јас имам едно прашање кое што на сите гости им го поставувам. Ти си следел многу концерти тука во аудиокултура, си редовен. И сакам да те прашам едно прашање. Аудиокултура преку концептот Life at Аудиокултура. Знаеш, тоа е програмата каде што има концерти на македонски интернационални гости, презентација, промоција на албуми. Тачно се пренесува во живо и се снима аудио-видео. Многу пати кога не сум бил во можност да дојдам, па сум го уклучил лайв стримот. Така, и ги гледаме од И дома. сум си ги гледаш од дома у пижами, што се вика. Види, успеа да го извлече джезот надвор од фестивалската рамка и да го обликува и да го формира, уствари, да ја преслика таа оригиналната идеја за джез, а тоа е джезот да биде презентиран во клуб блиску до публиката, со лимитираното 50. Секоја почит за аудиокултура. Збор два за за голем поздрав за овие напори и сите овие проекти што ги прават. Им посакувам, значи и во иднина исто да продолжат вака. Сум бил присутен на не знам, не е битно, неколку 5-6 концерти. Стварно е прекрасна организацијата, прекрасен е амбиентот, добри музичари доаѓаат свират и од надвор и од кај нас. И мислам дека вакви дешавки, вакви моменти можда они треба да преземат, да го организираат ова и малце да се прошири капацитетот, да чисто ова да се пренесе во некои поголеми сали. Зашто да не? Добро, тоа како идеја, но не знам колку. Знаеш, види, би се изгубила идејата бидејќи еве јас добро, има топлина, има драж, првиот концерт, овие свирки. Првиот концерт јас го свирев тука, нели? Идејата започна со Михаел, нели? Да го направиме и сега последниот концерт, Твојот последен тука. Па не, сум свирил многу, со Тони и со Оливер. Да, бев присутен тука. Сеќаваш каква беше публиката? Фантастично. Нели, Супер онака, беше. кога публиката диши со тебе, тоа ретко. Тоа на голема сцена не се Супер доживува. бевте, одсвиревте Знаеш, екстра. ти благодарам. Сепак мислам дека овој концепт е многу битен, многу Не, битен. концептот им е битен, добар е. Можда, пази, можда пак е греот е малце луѓе да го гледаат таа убавина. Лайвстрим. Лайвстримот. Добро, друго е чувството на лайвстримот, друго е тука. Спрема тебе звучната репродукција и овие навистина фантастични Така, они произведуваат, знам, звучници. Колку се битни за она квалитетна слика за еве ти како слушател ти доаѓаш и слушаш. Колку ти е битно? Најбитно е некојаш ќе те поканем кај мене дома. Јас имам обавезно ќе дојдам. Да дојдеш, ќе се напиеме по едно виски и Нормално. Ја имам исто добар сетап. Така носи Значи, ред. за звукот, оваа плоча. Така. Ако немаш ти добар звучник, добар засилувач, добра глава игла, значи тоа е право пропорционално едно со друго. Так. Џабе ако имаш добри звучници, ако немаш засилувач, појачало добри или обратно. Так. Замисли сега мене колку ми е убаво кога ќе Одличен дојдам саунд, тука и да тука свирам, е знам дека звукот е фантастичен. Перфекција е екстра. Акустиката е тука многу добра. Мислеле на се. Да. Секоја чест за аудиокултура и само напред. Сега, ако направиме паралела, Министерството за култура, изминатиот период, во повиците имаше откриваме алтернативни сцени, нови алтернативни сцени, реално се организираат 2-3 концерти, 4, може еве 5. Овој концепт трај 2,5 години. Концепт кој што има секоја недела има концерт или Континуитет има. Има континуитет 2,5 години да издржише. Сериозно мислам сега искрено да зборуваме. Ако нешто е слика на урбаното и современото, убавото, оној убавиот дел од Скопје, никој што некиме тој другиот да го спомнуваме, е ова. Така е. Реално, искрени да бидеме. За Сега, поздрав е, континуитет има, што викаш 2,5 години, браво. колку е добро или не е добро да се инвестираат енергија, ресурси, пари за да се откриваат алтернативни цени, или можеби е попаметно да се инвестира во концепт кој што веќе функционира, работи, и место да има еден концерт, да има 2 концерти неделно.
Не разбираш? Не, те разбирам. Ти сакаш да ме прашаш дали треба вакви концепти да имаат поддршка од министерство? Па и не само од министерство, мислам, еве, ова е приватно, ова е направено приватно, со сопствени средства е направено. Сега, ајде, јас не велам дека треба ова да биде, но концепти, зборот ми е концепти што веќе функционираат. Зошто да откриваме нешто ново, да трошиме пари, ресурси, енергија, а од друга страна поддржиме нешто што веќе функционира и да ја зголемиме продуктивноста За мене, знаеш што, министерството треба вакви концепти да организира на отворена сцена. Добро. Имаме прекрасни паркови, кале, каде да. што паркови, не знам што, да не набројувам, еве, живеам близко до Сарај паркот. Така. Да се прават на такви сцени, да се прават концепти, концерти, дешавки. Министерството за култура мора да има некој буџет каде што ќе се викнат различни стилови на музика. Добро. Не мора секогаш джез да биде. Добро. Еднаш, два пати годишно викни некој квалитетен джез музичар, стави го да свири у парк, некогаш викни некој латино пеач, да не набројувам. Значи, тие концепти за културата, за општо за народот е многу битно. Не слушаат сите джез, да се разбереме. Ние денес бориме за джезот. И затоа ова е мала сцена тука во аудиокултура, затоа што не можеш ти се... Ако би ја нарекол алтернативна сцена ова, бидејќи реално алтернативна е. Колкава е од друга страна па моќта на алтернативната сцена да влијае на современото живење, да ги анимира младите. Еве, знаеш, не знам дали знаеш, ние како Универзитет Гоце Делчев имаме подпишано меморандум за соработка со аудиокултура. Добро. И во текот на оваа календарска година имаме 5 концерти на студенти од Джез Хотелот при Музичка академија. Браво. И имаме презентација на 5 концерти, 5 почна тоа веќе или не? Да, до сега имаме реализирано 2 концерти, на 22 јуни е третиот концерт. И тогаш, значи, овој концепт ги промовира и младите. Супер. Сакам да ти кажам дека моќта на спрема тебе колкава е моќта на ваквите алтернативни сцени и овој концепт. Да, има концепт, овој концепт и моќта е доста голема. Значи влијае. Меѓутоа многу е битна ова добро да го изрекламираш. Тој лайв стрим, да го гледаат што повеќе, да можат да го видат моментот тие млади луѓе. Нема секој можност да дојде тука. Да дојде во аудиокултура. Така, јасно. Многу е битно да го изрекламираш, да направиш подкасти од тие концерти, каде што можеш у секое време да ги видиш. Рекламата е најбитна работа, по мене. Знаеш, како да ти кажам... Че пак се вртиме во круг, уствари треба некој да почне ова другото да го прави, ние што не знаеме да го правиме. Маркетингот е многу битен. За се е битен маркетинг. Види, како да ти кажам, ти албумите си извадил, ако не го промовираш, ако не отидеш на некоја телевизија, на некој радио, ако ние не те форсираме, како ќе те научат, како ќе те... Види, јас, еве, кога зборуваш за Steps, Steps е издаден, значи, во Франција, за француска рекорд лейбл, и имаше сериозна, онака, дигитална дистрибуција и светска премиера, имаше многу сериозна. Така, јас сум презадоволен како помина сето тоа и благодарам многу на луѓето од Art Melodies. Change of Heart ми е умилена. Браво. И баш ја ставив, имав сет едночасовен, сега кога беше меѓународниот джез Ден на джезот. Ден на джезот. И Just Music Radio има соработка со некои 10-15 станици, имаме размена. Јас имам направено сад време. Постирав сад време од македонската джез сцена, баш таа нумера твојата беше ставена у сетот. Change of Heart. Така. И сакам да ти кажам дека тој дигиталната дистрибуција нивна во Франција е мислам ние сме светлосни години позади и онака стигнуваат баш ова. Сме го слушнале албумот, да го знаете, или кога ќе пратиш мејл па за букинг за нешто, го знаеме албумот веќе стана препознатлив надвор и јас мислам дека во добра насока се движи. И тоа е еден Во иднина спремаш, сакаш нешто скоро нешто за година-две нов албум или некој проект со некој музичар? Сега ќе ти кажам дека јас веќе го снимив седмиот албум. Вчера го преслушавме заедно со Александар Гроздановски Херцел, не знам дали го познаваш. Тој е еден човек кој што живее во Берлин. И имаме веќе тој ќе биде седми албум, планот е во септември да се објави. Вчера го преслушавме.
Или не, сега? да. О, брзо, браво. Па Steps беше 23-та, овој би бил Значи секоја година 20. по еден. Епа, не знам, Falling Head мислам дека беше 22-ра. Fallen Head беше 2020. 20. 2020. На Джез фестивалот, знам. Да, тогаш го издадовме. Го 2020 и 20, неколку го да. снимивме 19. Да. Пред ковид и тогаш не удри ковид и се беше однапаку. Но овој албум ќе биде таков има тој е електронски музичар и има саунд онај 80s електро саунд, но со джез така да ќе биде нешто интересно. многу интересно. Да, јас го пуштив на Има неколку и луѓе. ремикси тука. Да. Некој ремикс да ти направи. Така, да. Електроника со Па мислам дека джез интересно е за ремиксување. Еве Херцел веќе почна некакви хаус ремикси да прави за сето па. тоа, така да ќе ви биде интересен тоа е, затоа што да тоа знаеш. е една друга слика на Сашо Поповски. Ама ако треба, зашо да не? Епа да, ми беше Треба да интересно да го различен да направи. биде, зашо секој албум да ти биде идентичен како претходниот. Баш го поздравувам тоа. ама Мислам дека ќе видиме. ќе пројде добро тоа. Јас се надевам бидејќи тој свет на електронска музика за мене искрен да бидаме непознат. Но од друга страна па Херцел го владе тоа, тој има преку 20 и кусур албуми издадено, така да. И ние сме долго време пријатели и многу често зборувавме ајде кога ја те бидна за Нова година. Јас се зедам стално. За Нова година бев дома, немав ангажмани, немав обврски и напишав, имав некаква музика која што во овој период ја планирам за еден друг проект и ставив нешто тоа, напишав неколку нови композиции и на крајот имаме 8 траки, 45 минути музика, идеално и за винил и за се. И да, разговарав и со французите, тие сакаат да го издадат, така да ајде, живи здрави да сме, на есен ги има уште еден албум. Годиште. Ето така. Добро, наредно прашање ми е сега, уште една паралела да направиме. Во светски рамки, джез сцената функционира од оздола нагоре, значи од клубовите према фестивалите. Имаме неколку клубови, реално аудиокултура е еден од водечките каде што немаме клубови. Ама зборуваме не за стандарди да се свира, туку да се промовира собствена музика, освен аудиокултура. Не да се разбереме, јас сум имал клуб ноќен. Добро. Нас ни фали еден добар светски джез клуб. Джез клуб, да. Джез клуб каде што ќе има сешн, каде што каде што барем еднаш два пати неделно сешн, че пак имаш добра бина каде што ќе можеш и од надвор да донесеш некој. Меѓутоа за сето тоа треба спонзори, што го правевме претходно муабетот, каде што тие такви спонзори обично не се гледаат за таква музика да ти спонзорираат. Многу е тешко да ги убедиш. Да, многу е. Само ако ти е познат, ќе ти даде пари или ќе те спонзорира. И затоа е тешко да опстанат тие джез клубови. Те разбирам. Тие сваќам идејата и така е, согласен сум со тебе, значи, но ова друга димензија, сепак аудиокултура, ќе дојдат 20 луѓе тука, ќе го гледаат нашата по свој, 50 до 60, 50-60. Сепак да, можеби спрема тебе недостига сериозен вистински некој клуб што ќе можеш ти после полноќ не отидеш. Така. У тој клуб. Сега, ако велиме дека имаме 1-2 или на прсти ги броиме, дали знаеш колку активни джез фестивали има во Македонија? Па има 6-7 мислам. 10. 10, добро. Сега јас ќе ти ги кажам. Джез Скопскиот. Чекај, сега јас ќе ти ги Офесто. прочитам, чекај ќе ти ги прочитам. И ти ќе ми кажеш на кој си бил, на кој не си бил и тоа значи дека на тие што не си бил треба да одиш. Да. Да, ето така. Добро, Скопје Джез Фестивал 42 изданија. Си бил, си го посетуваш. Офест 23 изданија. А Стибо Джез Фестивал во Штип. Не сум бил. 14 изданија со прекини. Прилеп Джез Викенд 12 изданија. Денес се е джез, тоа е Today's All About Jazz на Гоце во Ивни Пајко, си бил. Джез Фабрика фестивал во Битола, 7 изданија. Не сум бил. Треба да дојдеш. Морам да дојдам. Обавезно, треба да дојдеш. Се спремаме. А Марти дојде. Дојде Марти. Значи јас сакав и гитерав дали лани да си земеме соба 2-3 дена. Мене ми е 3 дена, да. 3 дена. Ќе се видиме на рад со музичариве, ќе си седнеме широк сокак, прошетаме тоа така се прави. Одлично. И еве ти обеќавам следната година 2025-та Джез Фабрика фестивал ќе биде од 16 до 19 април. Ева рука. Запиши ги, да знаеш, доаѓам. И ќе имаме
2-3 дена спиење. Нема да го кажам името, ама ќе имаме многу голем артист кој што во моментот живее во Њу Йорк. И ќе ви биде Така. многу кеф. Еве ти давам, ти обеќавам здравје И само. плюс планираме продукција на еден голем оркестар кој што ќе биде оркестар кој што премиерно ќе настапи во рамките Супер. на Джез Фабрика фестивал, оригинални композиции и композиции кои што ќе бидат од македонски автори. Така. Така да, еве, тоа можам да ти откриам дека за затворање на фестивал ќе имаме еден голем оркестар. Одлично. Така да ќе Тоа е биде обично интересно. како четврток, петок или петок, Среда, сабота? четврток, петок, сабота. Во сабота завршваме и во Така. недела ќе биде Великден. Браво. Така. Тој викенд го имаме за Великден бидејќи Значи велики петок ќе Велики петок, таму. четврток, Велики петок. Треба на постна трпеза, да. Па посно ќе Ќе биде. правиме, Да. добро. Посно ќе биде, ама ќе слушаме убава музика, Да, културна да. музика, нема Супер, бе, во обавезно, кафани да. дојде. Добро, одиме натаму. Куманово Джез фестивал 7 изданија. Тетово Джез фестивал Не. 6 изданија. Добро, таму треба да одиш. Кај Вардарот А Джез кој период Скопје. е Тетово? Кој го организира Тетово? Тетово го организира невладена организација, господјата Лейла Халими, таа ќе ни биде Така што гостинка, да, и го организират во Центар за култура во Тетово. Фантастичен. Кој период обично? Па тоа е летен период. Јули, август, така. Така. Мислам дека им се различни Така, да. термините, но Знаеш. нека е Тетово ќе одиме заедно. Ајде, важи. Обавезно. Јас сум чест гостин и не само кога свирам, туку одам често да ги гледам Да, концерти. можеме некојаш да се Можеме и бориме заедно да одиме. Кај Вардарот Джез Така. Скопје 5 изданија, тој е на Владаново. Да, да. И Арт Генератор Велес, дали го знаеш тој? Тој е нов, 2 изданија. Не го познавам тој. Ето, Не сум ни чул да ти кажам. Так видиш, нешто ќе Арт научиш. Генератор. И од нас ќе научиш. Велес. Да. Во центар, во театарот мислам дека го прави. Што донесоа наши музичари беа од почеток А, или некој од страна донесоа? Па првото издание беше со наши музичари, а лани беше Дине Донев. Аха. Го знаеш, Да. Дине Донев, со неговиот, но интересен. Тоа е 2 изданија. Сега, ајде, уште едно прашање кое што лично прашање, ти сам не си джез музичар, но си од другата страна активен чинител на джез сцената и допринесуваш за промоција на джез сцената. Принесувам Кога- со радијава, со... Така, имаш неколку професии ги кажа, ама кога не би бил ништо од се тоа, што сака имал да биде. Ама ништо од ова што го кажа, да сега нешто што не ти е професија. Така. Има многу интересни одговори. Знаеш, Помисли. Јас сум дете на јас сум дете на лекари, татко ми се уште жив. Така. Мајка ми да беше жива, јас сигурно ќе бев лекар. И тоа ми е една неостварена желба, што ја и бев на студии на биохемија, јас сум апсолвирал на биохемија, меѓутоа кога се вработив од МЕПСУ, меѓу време завршив информатика, специјализирав. Интересно е, сакам да ти напоменам, специјализирав на Шазам. Добро. Бранев не дипломска, него специјализацијата. Мислам Ако дека си- го имам слушнато ова Да. на некоја емисија на македонска телевизија одеше. Да. И ми Имам слушато. дозволија професорите да ја бранам таа тема пред 10 и поише години, тогаш се појави Шазамов, знаеш, за Да, детекција. да. И така им беше интересно и јас сум единствениот што бранал таква некоја тема. Би сакал лекар. Добро. Е, Супер. тоа би сакал. Супер. Ме интересираат тие природни науки, биологија, хемија. Од секојаш и у гимназија кога сум бил, Така. задниве години сум навлечен на компјутери, Така. на Современа технологија. Затоа ми беше мојата идеја тие интернет джез станици што се, тоа е спој на музиката што ја сакам и на информатиката. Така. Буквално јас сум тој администратор кој секојдневно Да. ја прави програмата, ги пуни, ако нешто закочи, направи тие софтвери. И, Тоа се- и техничка поддршка. Тоа све јас го правам, лично. И уредник и се. Јас се будам се бајли проверувам Така. како е сигналот, дали оди, зашто знаеш како интернет конекција падне ова, она може Така да да, се така, закочи. така да. Си дошол, знаеш дека у центар имаме дуќанче, Да. капче, слично, малце помало од Помало, ова, ама со многу плочи, убаво, со многу музиче, да си направиме муабет, тамо и базата, тамо се и компјутерите, главните сервери за што идат радиостаниците. Така. Добро, и последно прашање, што би му порачал на некој млад кој што доаѓа, кој што утре би седел на твоето столче и бил активен чинител на
ова современата македонска џез сцена. Нешто. И за подкастот сакам да те прашам името џезот денес, како ти гледа? Џезот денес. Пред да го кажеш за млади. Не знаев дека џезот денес ќе се вика. Џезот денес. Jazz Today, значи. Today, Супер. Jazz Today, да. Зашто ти нели рече дека и ќе ги преведуваш утре за некој Па, имаш идеја. Да, идејата е да со бидат титул. и со сабтитли англиски, Сабтитли, за да да. можат и во светски рамки да се гледат. Знаеш како е една порака до младите да веруваат во Македонија. Тоа ми е најбитно. Така. Значи мора да веруваат Браво, во оваа браво, земја. браво. Во оваа земја дека конечно ќе тргнеме напред и јас сум у животот оптимиста секогаш и сум убеден. Мораш да веруваш во нашата земја дека ќе ти даде можност било која професија. Така. Било која професија секој ќе си го најде капчето и да пробаме да не излагаме од оваа земја, да пробаш да ствараш, да создаваш тука. И нормално ти како што рече да почнеме да се шириме надвор било која сфера од музика, било која уметност. Види, како Ти си одличен репрезент, братан. јас живеев в Софија, јас студирав в Софија, па се Добра, вратив ама те тука. викаат, Се вратив тука. Кај беше Словачка? Да. Кај те вика, значи ти Па више си имаме естаблиран. имаме настапено, мислам преку 30 фестивали надвор од Македонија. Браво, Јас тоа е за почит. Да. И еве сега на 13 јуни одам во Шамбери, Франција, на џез фестивалот во Прв пат идеш Шамбери. таму? Прв пат, да. Одлично. Прв пат ќе бидам. Идеш со триото? Не, сега ќе одам на конференција, На конференција. но ќе Ама ќе си договориш таму сигурно. Па еден студент, да го поздравам, Јован Цветковиќ, од дипломиран џез пианист од одделот УГД Штип, ќе настапи на еден бенд кој што се прави, тоа е на асоциација која што сме ние член, тоа е Jazz Network Балкан Значи, Франција, тој ќе настапи таму заедно со 3 музичари од Франција, Одлично. еден од Црна Гора, еден од Србија и еден од Албанија. Таленти од Балканот. Па ние сме една мрежа која што е Нишвил, Jazz Factory од Битола, Jazz фестивалот од Подгорица и Jazz фестивалот од Тирана. Подгорица како е квалитетот? Одличен. Тие се супер, на многу високо ниво е. Девид Мара има настапено. Браво. Квартетот Кајнев. Да, јас се чудев кога свирев пред минатата година, како му доаѓа, не 22-та. А тогаш и на Нишвил беше, мислам, Девид Мари. Па изгледа. Не, И изгледа, така беше. онака гледам плакат и ја прашувам, Маја се вика Поповиќ, директорка, вика Маја. Не ти се верувам. Па да, вика, пријатели сме, многу интересно. И што ми беше зборот, значи 4 џез фестивали од Европа, значи од Балканот, пардон, сме поврзани со Франција, со 3 фестивали и со продукција француска, Супер. така да, еве, ние во рамките на нашите можности, сепак млади таленти од Македонија ги носиме таму, но да, ќе има концерти, крајот на август треба да свирам Зашо? во Секоја Италија, џез, што да ти кажам, само септември во напред, Полска браво. и така. Ќе Има работа, концерти за триото. Така. полни раце со работа. Добро. Посакувам многу албуми, со Добро. нетрпение у септември го очекуваме со германецот. Баш интересно. Ја сакам Тоа ќе ти биде поинтересно Да, сакам тој електронски шмек. Знаеш, го има исполнешен. звукот на 80-тите, баш Супер, она така. Вангелис и Одлично. такви работи, но ќе ти чуеш и нешто другата страна на Саша кој што освен дома на најблиските жена ми, Така. што ме слуша секој ден, други ја Супер, немат чуено, супер. така Фала да. ти Се што- надевам дека можеби ќе ви се допадне. Фала ти што ме повика на Жив здрав да си, драго ми беше што рече да и Така. се надевам Не, дека во иднина не ќе се има. мислев воопшто Така. ќе ти дојдам како не. Но се надевам дека во иднина ќе има се повеќе луѓе како тебе кои што ќе допринесват активно, ќе ја сакат земјата како тебе. Дај Боже. Значи Види, реков, јас сакав уште нешто Боже. да кажам. Види, сега ми текна. Ако Дека можеби крајно време е естаблишментот на државата. Тие кои што еве вака се па ќе прашат некогаш и луѓе кои што се инволвирани во оваа работа. Ја знаат едноставно ќе дојдат и ќе прашат како да го направиме да го. научат, ако не знаеш, прашај. Па прашајте, Нешто викаат. прашајте, Не е еве. срамота да прашаш. Толку има Срамота е да не знаеш. Хиерархија, точно така. Хиерархија. Значи толку има паметни луѓе кои што си ја знаат работа, кои што ја работат. така. Едноставно прашај, ништо не кошта. Така ќе биде подобро за сите. Така јас тоа стално и го велам. Тогаш имаме вин-вин ситуација. И тој што дава пари има резултати, и тој што знае да ја работи работата и си ја проширува дејноста,
и на крај на денот и државата се гордее со продуктот што го направи. Едноставно, мислам дека време е да почнат праше за нешто. Значи, не може да знаеме ние како коли да продаваме, ама ова што знаеме да го правиме, знаеме да го правиме. Океј, фала ти. Фала ти. Здраво, Весо. Здраво. Ќе те има и во подкаст. Да, готово. Заврши програмата. Ништо. Јас сум Емил Пернаджиски, гостин во подкастот Джезот денес, подкаст за современата джез сцена во Македонија и фала му на Сашо Поповски што ме викна гостин.